Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Нестабилното време за кое што говоревме дека ќе се случи веќе е факт во земјава. Чести се врнежите од дожд, меѓутоа имаме и врнежи од град во поедини региони. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Управата за хидрометеоролошки работи информира завчера дека се врши редовно разбивање на градоносните облаци со новиот метод на засејување на облаците со сребрен јодит и на тој начин штетите по земјоделското производство се значително намалени. Нестабилното време продолжува и во наредниот период според прогнозата на метеоролозите, а како ова време се одразува врз земјоделските култури, какво е нивното здравие и на што треба да внимаваат производителите, ќе слушнете во ова издание на емисијата. Со нас е професор доктор Исто Лучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето почнуваме нестабилно, проследено со поројни врнежи од дожд, електрични празнења, меѓутоа и врнежи од град, меѓутоа благодарение на новата служба која што е формирана за разбивање на градоносните облаци, веќе штетите се значително помали од она што навистина може да се случат при развој на една таква нестабилна воздушна маса. Во каква кондиција се растенијата со оглед на ваквите променливи температури, меѓутоа и временски услови? Точно е тоа, дека минатата недела ние рековме дека променливото време ќе продолжи и рековме до крајот на јуни. А сега има еден традиционален празник, многу значаен празник за Република Македонија, тоа е Петровден, тоа е 12 јули. Значи, овој чин на померување до 12 јули е навистина занимлив и корисен, бидејќи и традицијата тука се совпаѓа. До Петровден секоја капка дожд вреди злато. И ние навистина имаме сега во овој период, кога минатата недела рековме дека нестабилното време ќе продолжи и тоа се случи сега да имаме навистина пообилни врнежи од дожд. Значи информациите зборат од 40 па и до 70-80 литри дожд во поедини локалитети во Република Македонија ги има. Струмичкиот регион го фати навистина добар дожд и дел према бугарската граница, Ново село, има град. Овде исто така Демир Каписко, врнежите се навистина фантастични, над 50 литри по метар квадратен, но еден локалитет према овај атарот на село Дрен има навистина големи штети од град. Тоа истото се случи од вторникот во Велес, каде што имаше врнежи од дожд низ со град. Значи, сето тоа зборува дека ова нестабилно време, кое ако не беше тој нов систем, тоа мора да го кажеме и мора да предпочитаме дека науката оди напред, од метеоролошки аспект овие облаци кои беа формирани и сега со оние мали пропусти кои се незначителни, бидејќи пред 10 дена кога имаше врнежи, Прилепско имаше исто така, тутунот беше целосно уништен од град. Значи, такви мали пропусти ќе постојат, бидејќи идеалното го нема. Меѓутоа, јас сум среќен искрено, кога доаѓам сега во Кавадарци, кога има над 40 литри по метар квадратен, а Кавадаречко буквално, каде што виновата лоза е прецветана и налевање на зрното, сега е периодот и ние минатата недела рековме сега од 20, 40, 50 литри дожд по метар квадратен, тоа ќе биде еден од важните мотиви да очекуваме и добри приноси и квалитети од виновата лоза. Бидејќи знае, после тоа веќе јули и август температурата дојде над 35 степени, а тука веќе ние имаме една заситеност на полскиот воден капацитет, бидејќи ќе имаме уште врнежи, само сега да не се тоа поремети или да се направи некој пообилен
свој пропуст по однос на засејувањето на облаците, предимното формирање, за да имаме штети од град. Бидејќи сегашна било која површина од било која култура која е во фаза на плодоносење, посебно долгогодишните насади, лозови или овошни, ако сега градот дојде, ластарот е веќе во фаза на еден пораст, тој го враќа точно во основа. Значи тука било која површина да биде фатена од град, тука ќе има големи штети. Убаво е тоа што хидролошката состојба со овие врнежи ќе биде веќе над задоволство, каде што може да очекуваме ова година да со помог на таквите услови, доколку тоа продолжи да биде во таа насока, да имаме ние од виновата лоза на вистина квалитетно грозје и квалитетни приноси. Тоа го збориме од причина, од тој физиолошки аспект, водата која секогаш беше во недостаток, секогаш делуваше на слаба диференцијација на папките, на слаб принос шекерните единици и сето тоа, водата како двигател, тука кога недостасува и трансформатор на хранливи материи кои треба растението да го даде генетскиот потенцијал, тука се губаат сите нишки на успех во земеделското производство. Сега ние имаме една специфична состојба, а целта на нашите едукативни емисии да го препознае тој земјоделскиот производител, во случајот лозарот, кај што треба неговата будност сега да биде многу поголема. Зошто? Затоа што ако ние од минатите недели зборавме, нема услови за развој на плазмопара витикола. Тоа е пламеницата која сега со 40 литри врнежи од дожд може да пламне. И немој голем дел производители, лозари, велат едно-две култивирања ќе направам, како да сум го наводнувал еднаш-два пати. Тоа ни случајно сега не би требало да го прават, без првиот чекор, а тоа е квалитетна заштита со системични фунгициди и инсектицид за гроздовите молци. Сега ќе дојде и аномалата, онај лозовиот бумбар, но тој никогаш не причинува некои позначителни штети, се јавува во роеви, има некои си 20 на дена така некои штети по лисната маса и тоа локално може да се уништи. Но гроздовиот молец мора да се следи, бидејќи за него зборавме минатата емисија, ќе имаме уште нешта каде што пореметениот циклус од јануар месец, поранешниот лет, има оптичка варка како да ние буквално немаме проблем сега со молеца. Да он ни се јави таму втора, трета генерација, точно во прошарокот кога зрното веќе почнува со трансформацијата на киселини во шекери и молецот го оштетува и превентуални врнежи, тука имаме појава на ботритис како влезна врата и го има тоа оштетување и штетите кај асталските сорти се големи. За да не се случи тоа, сега ние кога го обсервираме времето, бидејќи ќе имаме уште врнежи, не би посакал ни случајно да имаме градобитност, кое нешто е најавено дека тој турбулентен дел што се случува, дојде од Србија, тој бран, пред неколку дена во Белград беше направил големи штети. Значи сега на испит е, како што рекове пред 2-3 емисии, на испит е онаа нова методика со засејување. Верувам дека таму се компетентни луѓе, луѓе со знаење, луѓе со совест, каде што може да се заштити земеделското производство од тие непожелни појави што секоја година градот знае да земе голем дел од родот, да уништи голем дел од тие долгогодишни насади и да се бара рехабилитација, поново формирање на винова лоза или на дрвца, со кроење, со се. А градот, ако го спречиме, јас мислам дека тој, трансформиран посебно во врнежи од дожд, тука јас мислам дека имаме еден добар предуслов и да очекуваме добри приноси. Нормално, со она суштинското што збориме за овие едукативни емисии, стручен
спрема заштитата, избор на компатибилни препарати. Во овој период мора да се почитуваат оние начела за системични препарати, што тие значат, како да се искористат, колку да се искористат. За тоа го збориме од причина, бидејќи многу лозари мислат дека знаат се. А има новини, како ова денес што ќе го имаме ваксиплантот како една новост, како да го предихитри буквално патогенот да не може да направи инфективен процес. Што тоа значи? Значи, науката отишла далеко, каде што го подсетува, го побудува имунолошкиот систем на растението, за да нема инфективни процеси. Но тоа ќе го видиме, имаме во прилогот. Времето да заклучам сега. Она што најмногу за Македонија значи организирање и мотивирање на луѓето вработени во водостопанските организации и рационализација на водата, рационално користење и да секој лозар, тоа го реков и минатата недела, секој лозар сака да си плати за тој надоместок за вода, нели? Но да ја има тогаш кога тој сака, а не такви распореди како што прават не само во Квадарци. И Неготино е така, Струмица е исто така. После 5 дена му кажува дека ќе има вода за него. Чекај, за 5 дена градинарската култура тотално да не ма се уништува, ништо нема од неа. Во фолијата е 50 степени Целзиусови. Он треба да има вода секогаш. Кога прави заштита, кога прави ѓубрење, водата е факторот за таа работа. И тука тој треба да ја има и сака честно да си плати. Таквото нешто јас велам ке се со новото организирање, така е предвидено, не со политиканства, кај што вчера бев и крајно изненаден. Синоќе, одма, значи ако мал пропуст има од градобитноста, која е заштитено цело Кавадарци, одма излегуваат оние душебризници, демек платихме многу пари за такви авиони, за засеување и еве имаме штети. Мислам дека таквото нешто не личи и не треба да се прави. Да не беше тоа да истување штетите ќе беа катастрофални ќе беа штетите. Посебно над Кавадарци имам сознание дека тој Комогоримбул што е створен, тој имаше да направи 90% штета, значи само да останат чаталите од виновата лоза. А ние имаме сега една состојба, каму среќа да остане така, бидејќи таа активност нивна е уште по сериозно сватена и сега овие денови има најава пак на врнежи до старање на такви облаци, очекувам дека сето тоа ќе биде во најдобар ред. Но таа следливост на времето секогаш треба да биде со квалитетна заштита. Ако тоа, сега имаме прилепители, имаме системици, колку време е потребно да не заврне дожд за да може да се инкорпорира системикот, да го постигне својот резултат, бидејќи имам многу добри сознанија. Пред недела дена веќе пепелницата во одредени локалитети, кај одредени фирми, кај одредени поедини производители, е масовно присутна, бидејќи имавме спарно време, а пепелниците, унцинулата, таа сака такво време, висока температура, спарно време и инфекциите ги остварува токму во тој период. А кај виновата лоза тоа се совпадна точно со цветење и прецветување на виновата лоза. А тука имаме отворени стомини отвори, каде што после примерната зараза имаме максимално инфицирање на младото грозче и тоа за неколку дена побелува цело, како брашникаво. Кога го мириснеш, мириса на расипана риба. Тоа е одликата на пепелниците. Е таквото нешто сега, со овие врнежи од дожд, со системични фунгициди за пепелницата, за фомопсисот, за антракнозата, за пламеницата, за гроздовите молци, не треба се занемарат, треба тука веќе стручен пристап, компатибилна комбинација, прилепител обавезно да има и тука
ќе имаме квалитетна заштита. И не може преко ред ова што одат лозарите. Тука мора сега комплетната заштита да биде цела, бидејќи имаме веќе доста листна маса која бара вклучување и испод 800 литри, зависно од сортата, од бујноста, не би требало да биде по хектар површина. Тоа е квалитетното прскање. А не, професор го поминав со 400 литра, го поминав преко ред, ама фати, отиде, вика, младо дури до вториот ред. Таквите илузорни работи, експерименти не се потребни. Влегување во секој ред и убаво, сега со филизањето, прочистување околу гроздот, аерација да има и да си има еден убав продор на средствата микронизирани, да влезе внатре, да ја постигне целта препаратот, која се од него очекува. Дали за пепелницата, дали за пламеницата, дали за фомопсисот сега на младото ласарче да не се појави, или пак за гроздавиот морец. Сето тоа е во тој контекст на сегашните состојби кои треба да ги покажува и да ги елаборираме. Што е актуелно кај останатите култури, на што се ангажирани производителите, каква е состојбата во овоштарството, во житата, тутунот? Кај житата, тие веќе влегува во таа последвосочна зрелост со налевање на зрното. Тие има и јас и минатата недела реков, в Битола се очекува, значи, еден убав рекорд од наша пшеница, наше жито и квалитетно жито. И сега овој дош секако е добро дојден, иако кај одредени јачменот да кажеме веќе за неколку дена треба да се тој жнее, но за житата тоа е секако добро дојдено. Подобро дојдено за разлика од онаа што се случуваше да кога немавме влага, во тој период имавме 30-35 степени Целзиусови и имавме топлотни удари каде што зрната се скаменуваа и беа точно неподобни за мелничката индустрија. Но сега тој дош е добро дојден секако за долевање на зрното, подобрување на приносот и квалитетна жетва показа. Тутунарите никогаш подобро, после расадувањето на тутунот и копањето што го има, веќе почнаа некои со првите берби, овој дош секако ќе обуслови еден убав развој на тутунот. Тој може и на сушни услови да издржи, но тој дош е за него во секој случај добро дојден. За културите за отворено, за куртовската капија која се одгледува на отворено и ова година неготино гледам кавадарци, дел од куријата, вие после изгледа за догледно време ќе ја поминете Струмица со куртовската капија и луѓето се трудолюбиви, Прилепскиот дел исто така, Валандово никогаш немало толку површини под куртовска капија, доаѓаат луѓе кај мене на консултации. Тоа е се добро, луѓето сакаат да произведат нешто. А тоа е мотивот е тука, тоа што минатата година куртовската капија имаше солидна цена. И сето тоа обуслови да тоа го имаме. Но, чим ја имаме правата куртовска капија, квалитетна куртовска капија, јас мислам дека нема да ја доживее содбината на зелката или да има некоја ниска цена која ќе го демотивира производителот. Па тоа останува да видиме како ќе се одвиват ситуациите. Се не се оваа време што е сега, врнежите од дожд, каде што повеќе или помалку го имаме опфатот на целата држава. Значи нема место кај што нема врнежи. Ако тука имаше 40, во Свети Николе имаше 20, да кажеме. Но, тука тие се први 40, а таму некне имаше, пред 2-3 дена имаше уште 15. Така да, балансот е тука и постарите луѓе велат, Господ си ја знае работата. И тоа е една значајна работа за Република Македонија пред Петров ден. Тоа што сега се случува е еден убав предуслов
да имаме успешна година во земеделското производство. Но приоритетот не пристрасен, него реален, е сега секоја влага и температура ствара услови за развој на болести и штетните инсекти кои ги обавуваат циклусите. Значи, приоритет на секоја фамилија земеделска е консултација со стручно лице. Кое средство, бидејќи џебот му е празен, кое средство треба да го употреби за да се задолжи, кое ѓубриво треба да го примени. Неминовно е тој да се консултира со стручно лице, една анализа на почвата да му каже дека треба не 3/15, него однос и количина што фали на растението, за тоа да го даде генетскиот потенцијал и производителот, собственикот да има резултати од тоа што вложува. Сето тоа ние јас сум многу среќен што голем дел контакти што имам со луѓе кои сака да контактираат, кои гледат емисијата и од Свети Николско, и дел од Кумановска таму, тука до Демир Капија. Луѓето велат, вашите емисии се наша потреба. Зашто? Затоа што ние во емисиите немаме купиште на препарати да рекламираме земи тоа, не зимај тоа. Него тука имаме како редукцијата на пестицидите кои се опасни отрови да бидат на минимум, применети стручно од една страна за здравјето на луѓето, од друга страна како тие исти средства бидат економски оправдани и производителот да добие квалитетно производство. Дали тоа ѓубривата, дали тоа препаратите. Значи, таа емисија има едукацијата на земјоделецот да тој оди со смислен пристап во земјоделското производство. А штом го прави тоа, смислениот пристап е прво економскиот негов параметар, не троши без потреба, не ја загадува животната средина, бидејќи од ѓубривата, од нитратите и од другите препарати, резидуи, што остануваат се штетни по животната средина. И директно самиот артикл кога излезе на пазар, таа домата, таа краставица, ако е прскана 15-20 пати, и нашите деца ќе јадат краставица, а внатре има резидуи од некаков пестицид. Сето тоа е цел на нашите емисии да се едуцира производителот, да ги спои тие работи. Неговата економична основа, тој параметар, да го спои со заштита на здравјето на консуматорот. Тој не е должен да излезе на пазар и да даде пари чак за да купи отров, каде што утре ќе има детето повраќало, апнало корнишон, вчера тој прскал со некој отров, акарицит или било што. Такви случаи доаѓаат кај мене. И медицинарите, професоре, што правите, вика, вие со народот? Тоа се експериментите кои што ги прават некои производители. Точно, тоа се должи на неедуцираниот земјоделец. И он не сака да применува, но да за заштити нешто, тој ќе оди во аптеката, ќе му дадат, еве тоа за прскање. Тој препарат има каренца. А тоа е последното прскање до периодот на бербата, мора тоа да помине за да активната материја, токсичната творба се исчезне. Меѓутоа, на тоа не се пази понекогаш и тука се случуваат тие работи што се најнепосакувани ниту за еден граѓанин. Сега јас како стручњак од таа област сум со 30-40 години и тој сервис го отвори во Струмица точно како да се едуцира производителот да не троши ѓубрива и препарати без потреба. А таа моја идеја сега ќе дојде уште по до израз при влезот на европскиот пазар. Европа не толерира експерименти и резидуи од препарати да влезат на европскиот пазар. Тоа го имавме и оваа година. Имавме зелка враќање од Полска, каде што утврдија дека има 2-3 пати ppm по големи количини на резидуи во нитрати, да кажеме, во зелката. Ја врати ја пратката. Такво производство, вика, за нас не е, ние да даваме пари за него. Таквото нешто
секако треба да се организираат веќе тие точно служби кои на еден начин ќе делуваат не со казни или со некои ригорозни работи, но со едукација, затоа што и земјоделецот наместо 8 пати да прска 3 пати, каже тоа е корисно за мене и така. Јас мислам дека во догледно време тие емисии ќе добијат своето место и и поголема потреба, иако до сега морам да кажам, јас имам и во Гевгелија емисии, во Струмица, активностите, дел од градоначалниците не го препознаваат тоа уште. Примерно, колку тона отров се трошат сега моментално во Кавадарци или во Струмица, каде што таму кај пластениците има дупла поголема потрошувачка. Или во другите градови. Тоа ден порано мора да дојде и градоначалникот сам да излезе да каже тоа е потреба, едуцираниот лозар за нас е квалитет. Зашто? Ќе ми даде сировина од која ќе произведам квалитетно грозде и ќе излезам на Глоптарде во Минхен. Тука е нашата основа за како и на кој начин едуцираниот земјоделец и тие емисии да дадат свој несебичен придонес кон тоа да се троши толку колку што има потреба врз стручен аспект. А тие работи јас мислам дека не е тешко да се изведат, затоа само треба доблес на луѓето кои го водат градот и да сватат дека тие емисии се потреба. Они треба да ги инициираат. Имаме повторно новина од фитофармацијата. Ќе слушнеме што е ново од фитофармацијата, па ќе се вратиме во студиото. Еве токму во овие едукативни емисии со прилог кој навистина заслужува внимание. Ние често во овие наши едукативни емисии збориме дека фитофармацијата навистина бележи чекори, и тоа позитивни чекори напред, во осовременување на користење на средства и што е најважно, анулирање на оние токсични творби кои до сега беа во фитофармацијата како главно оружје. И таа најава ја даваме подолго време, веќе почнавме со одредени биолошки препарати и ова недела ќе имаме итекако добро ново решение за она што во земјоделието значи многу. Успешна заштита, а од друга страна минимум резидуи. Денес кога збориме за нешто ново, тоа е новото од фитофармацијата, а се работи за ваксиплант. Органски препарат, каде што активната материја е екстрахирана од ламинарија дигитата. Тоа е морска трева која навистина со нејзината племенитост од она што го има како активна материја делува итекако успешно врз растенијата и подобрување на нивниот имунолошки дел. Ние ќе се потрудиме таквото делување, со механизмот на делување, со ефикасноста и со сите работи да го уедноставиме во такви лабораториски услови, што е и цел да консуматорот, односно пременувачот на таквите средства, го препознае како негов сојузник во успешна заштита на растенијето. Генерално кажано, ваксиплантот и најуедноставено кажано, ваксиплантот всушност представува активна материја која нема токсични творби, а која го предупредува или го побудува имунолошкиот дел на растенијето да тоа имунитетот ојача и да нема можности на инфективен процес од болест.
Тоа е навистина голема работа, кое нешто е дело, како тоа рековме, на фитофармацијата. Ваксиплантот го стекна епитетот биофунгицид, производ за заштита на растенијата и се одликува со еден специфичен механизм на дејство преку кој се добива една стимулација на одбранбениот механизам на растенијето домакин и делува како фунгицид, бактерицид и делувањето е врз основа на зголемена отпорност на растенијето при сузбивање на бактериска пламеница, ервинијата, примерно, како што знаеме каква е опасноста за воопшто за производството, пепелницата, сивото гниење, краставоста, пламениците, со што тие го намалуваат производството во земјоделието. А со редовното и континуирано и квалитетно, стручно аплицирање на овој препарат, имаме фантастични резултати, кое нешто во годините кои се пред нас треба да биде и главно оружје за квалитетна борба и заштита на растенијата од болестите кои се секојдневие и кои причинуваат големи штети. Рековме дека ваксиплантот, пазите колку далеко отишла фитофармацијата, од морската трева, тоа е ламинарија дигитата, е екстрахирана активната материја која се вика ламинарин. Сега, ламинаринот екстрахиран и формулиран во препарат ни дава за право да го опишеме како со својот механизам на делување, тој делува во растението и растителната клетка. Во ламинаринот, во неговата молекула, во неговиот состав, структурно, се сместени елицитатори. Елициторите кои се во самиот препарат со апликацијата на овај препаратот во самото растение, тој се прикачува буквално за самата клетка. Еве тоа може овде да го камерата види. Прикачувањето на елицитаторите за протеинскиот, за тие рецептори на самата клетка и тие рецептори кои го попримаат елицитаторот, тука настанува побудување на имунолошкиот дел на растението да било кој патоген не може да ја изврши инфекцијата и да причини штета на растителните делови. Дали е тоа ервинијата, дали е тоа друга бактерија, дали е тоа некоја пламеница, дали е пепелница и така натаму. Значи, тука имаме еден, со активната материја на ламинаринот и неговата апликација, тој буквално го ојачува или го предупредува имунолошкиот дел на растението дека тука има можности за инфекција. И тука, со таквото побудување, имаме ние резултат кој навистина заслужува внимание од примената на ваксиплантот во земјоделското производство. Ако кажеме дека ваксиплантот е универзален препарат, компатибилен, каде што тој може се користи и во оранџериско производство, може се користи во овощарството, лозарството, во сите и цвеќарството, што е многу симптоматично и постигнува фантастични резултати. И тука имаме навистина еден фантастичен чин на успешна заштита на сите растителни видови. Реков
дека ваксиплантот со неговата одлика на широк спектар на делување има големи економски ефекти и значај за скоро сите патогени по одгледуваните култури. Ние ќе спомнеме сега, еве, една круша, како вид во Република Македонија, секоја година имаме ние проблеми со Ервиния амилофлора. Тоа е бактериска пламеница. И мора да кажеме дека крушата, навистина, ред години, ние имавме преку 270 хектари копачење на насади од круша заразени од ервинијата. Со примената на ваксиплантот, бидејќи од тогаш имаме веќе констатација кај одредени крушкови насади враќање на ервинијата. Ваксиплантот може да биде фантастично решение за ервинијата да не ни се врати. Со таквите третмани ние имаме веќе еден квалитет плюс заштита од ервинијата, што е, како што рековме, една многу опасна по крушката и дуњата, посебно гергелискиот дел, каде што има услови. Тука одгледувањето на дуња може да биде ризично, бидејќи ервинијата може многу лесно да нападне. Бидејќи ние, мора да кажеме, тоа пред низа години, ние се ја увезовме од Грција Ервинија амилофлора, каде што се одгледуваат одредени садници, саден материјал, овощарство и така натаму, околу верија и така натаму. И тука ние имаме веќе една опасност, а таа опасност треба да ја ние препознаеме и да се заштитиме со ваксиплантот од таквите чинители кои можат да причинат доста големи штети. Значи, препорачаната примена и тие превентивни третмани кои се даваат уште од стадиумот на глувчи уши, значи, тој чин на имунолошки побудувања треба да биде, значи, систематски од кога растението почне со својот почетен развој, кога се ливчињата глуши уши, кога се почетокот на развојот пред цветењето, со апликативниот дел ние постигнуваме веќе еден јак имунолошки ударен одбранбен систем, каде што патогените кои во тој период поради промени на време, поради развој, циклусот на болест и така натаму, може лесно да биде нападнат секој вид. Бидејќи кога е фаза на цветење или почеток на пораст, секојаш растението е отворено и можноста, поради временските прилики и неприлики кои се јавуваат, можноста за инфекција секогаш е поголема. И затоа ние мора будно да следиме и ваксиплантот да дојде во тие периоди да го покрие тој период со ојачување на имунолошкиот дел на растението. Кога збораме за употребата, квалитетот на секое средство кое се аплицира зависи од тој прав, практично стручен пристап. И ние за секое средство збориме. Секое средство кое дошло на рафтот на продажба, хемиските индустрии вложиле многу пари. Дали се 5 милиона долари или повеќе, со повеќе годишни експериментални испитувања, се доаѓа до таков екстракт, да кажеме, од ламинарија дигитата. И тоа мора да се почитува, бидејќи со тие експериментални повеќе годишни испитувања утврдено е концентрацијата или дозата која треба да се употреби, времето кога треба да се употреби, микронизација на честиците при кои треба да се употреби за целосен опфат на растението и, како што рековме, да тој механизам на делување и активирање на елицитолите и прикачувањето на тие протеински рецептори да биде во периодот кога за тоа е правиот момент. Рековме микронизација на честичките и употребата. Значи, од
од 750 милилитри до 1 литар од препаратот е сосема доволно за хектар површина. Или од 1,5 до 2 литра, зависно од фенофазата на развој на растението и културата која се одгледува. И нормално можниот потенцијал на зараза која секогаш имаме ние можност да ја согледаме со една стручна, целосна обиколка на теренот, преглед и така да се констатира сето тоа што е потребно. Кога ние зборевме за крушата или за дуњата и за ервинијата, мора да кажеме тоа го збориме од причина што тој препарат тука ќе биде едно квалитетно решение за таквото нешто кое Хемомак го прави и прави со многу други такви биофунгициди и други препарати кои навистина заслужуваат внимание. Ако збориме за крушката и за дуњето, не помалку и помали ефекти ќе имаме примерно при заштита на јаболкото. Знаеме ние дека јаболкото го прскаме преку 20-25 пати. Дали е тоа за вентуријата, дали е тоа за карпокапсата, дали е тоа за пепелницата и другите форми, тука со примената на ваксиплантот за сузбивање на бактериските племеници кај јаболкото, економските значајни болести, како што е чадливата краставост, дамкавоста на листовите, она што рековме вентури и неквалисот, и тука ние со тоа постигнуваме на квалитетна, трајна, успешна заштита на јаболкото од разни тие чинители, токму со примената на ваксиплантот. Значи, и тука има начин да се знае дека препорачаната таа примена како превентива прво во фаза на миши и уши, кога е јаболкото, да кажеме, и до започнување на бербата, тој може да се применува како препарат, каде што сосема доволно е 1 литар од средството на хектар површина. Сега, која е фенофазата на развојот? Тука количината на раствор по хектар површина, ако е во првите фенофази, кај овощарството, примерно 400, 600, 800 литра, во покасните фенофази, кога е интензивен порастот на растенијата, со листната маса, со плодоносењето, со можностите на појава на овие болести и така натаму, тука веќе може да се оди со поголема количина на раствор по хектар површина и тоа што го спомнавме за ефикасноста и за опфатноста на целата листна маса, која покасно се абсорбира и доаѓа во клеточниот дел на тие рецептори за кои зборевме, протеински рецептори на клетката, тоа мора да се направи со максимална микронизација на честиците и јак млаз со турбуленција, кој ќе го опфати целиот лисен потенцијал, кој ќе ги фати младите гранчиња, кој ќе ги фати плодчињата, да тие бидат на вистина со таа максимална микронизација на честиците, бидат на вистина во еден прав опфат на целото растение. И под таквите услови ние имаме фантастичен резултат. Дали треба 1, 2, 3 прскања? Голем дел од оние комерцијалните заштитари, ќе ги кажеме, тоа го прават на секоја недела по едно прскање и демек заштита е сигурна. Ние со тој принцип веќе оддавна расчистивме. Струката и науката зборува следливоста во заштитата на растенијата е основниот чинител дали треба, кога треба и колку треба третмани да има одреден насад.
А сето тоа е следливоста на температурата, следливоста на релативната влажност на воздухот, следливоста на потенцијалот од можниот потенцијал од патогенот кој е присутен и дали е присутен. Сите тие фактори струката ги констатира и врз основа на тоа дава налог за третман кој треба да биде квалитетно извршен. Тука рековме, оние дизни на бренерите, мора максималната микронизација да ја ите како овозможат, затоа што голем дел од инфективните процеси на опачината на листот. Затоа што младото плодче, зафатено од листната маса овде, може и да не дојде во контакт и да не биде заштитена и тука може инфекцијата може болеста да прошверцува. Со микронизацијата на честиците, со таквото нешто кое се случува со квалитетните турботонизери кои ги има, па чак и оние грбните прскачки кои се сега на електричен погон на батерии, да кажеме, тука се постигнува навистина еден фантастичен резултат во успешноста на квалитетна заштита на било кој насад. Ваксиплантот, почнувајќи од почетокот на развојот на вегетацијата, рековме, дали е тоа градинарска култура, дали е тоа цвеќарство, дали е тоа култура од гледување на отворено, дали е тоа овоштарство, лозарство. Сето тоа е опфатот каде што ваксиплантот си го наоѓа своето место и може навистина да даде фантастични резултати. Ние првичните наши истражувања кај доматата, дали е тоа за левелулата, дали е тоа за псевдомонасот, бактериските овие пламеници на домат и така натаму. Тука, дали е тоа за ботритисот, тука ваксиплантот постигнува фантастични резултати. И тука ние имаме навистина со еден квалитетен стручен пристап. Благодарноста ќе биде голема за таа новост која Хемомак ја пласира во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделското производство на што го имаме во нашата држава, со цел да се добие квалитетно производство во кое мора тоа да го потенцираме, нема резидуи и имаме квалитетно нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот, а и за европскиот пазар. Редовно го правиме ова со новините кои ги нуди фитофармацијата. Професоре, која ќе биде пораката за крај до гледачите? Пораката, таа новост, што ја презентираме, ваксиплантот. Тоа е навистина нешто кое правите луѓе, стручни луѓе, па и правите практичари, лозари, овоштари, кога го слушнат тоа, прво нема никаква токсична основа тоа е екстракт од морска трева и се применува во производството. Што прави? Го побудува тој одбранбен систем, имунолошки систем на растението, да патогенот го превари, не изврши зараза во самото растение, во клетката. Тоа го објаснив од тие 20 минути, колку беше сватено, јас не знам, само знам едно, тоа ќе си го најде своето место во производството, затоа што тука јачање на растението со имунолошкиот дел и растението кое го прима тоа, го дава генетскиот потенцијал од квалитативен аспект, со приносот и со квалитативниот аспект. Таквото нешто, доколку има било што нејасно,
Ние сме на располагање, може да се јави во КТВ телевизија, може и лично да се јават луѓе. Ќе им дадеме нападство, ќе ги упатиме како и на кој начин, во која фенофаза, со која доза, со што е компатибилно, иако пише у самата препорака, да се примени и кој ќе ги видат резултатите, тој нема да оди со друго ништо освен со тоа, бидејќи тоа е за него и безопасно по здравјето, и економски оправдано, и квалитетот што го добива ќе биде крајно задоволен. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови.